Се наоѓам на локацијата која што малтежаните ја нарекуваат Bypass Coast Road. Јас ја викам Јадранска магистрала. Токму овдека би ја стартувал и темата што ќе одработам веќе во следната епизода. Каде и како најчесто малтежаните ги трошат своите пари? He opens the door to Christianity to the Europe. It was the Christianity who came first to us and then to Rome. Уморно е ова небо, но што ме гледа. Сите звезди гаснат, само една не. Ова зад мене е Свети Павле островот, кој што е забранет за човечка нога да стапне понатаму, бидејќи ги пред многу години, во 60-та година од нашата ера, Свети Павле на она транспортирање кон Рим, тука имал бродолом и од тогаш почнува христијанството да шири на островот. Оно што го очекував кога дојдов да живеам на Малта, го добив многу повеќе од очекувањата. Значи немав некои големи очекувања за почеток, меѓутоа многу добив повеќе и многу побрзо напредував отколку зборувам од аспект на кариера, зборувам од аспект на личен напредок, зборувам од аспект на начин на гледање на живење на работите, отколку што тоа го има во Македонија во минатиот период, а беше доста долг. Точно, како што знаете, има доста македонци на Малта, значи имаме македонски готвачи, имаме мажи и жени кои се трудат оваа храна да изгледа како прекрасно. Ке има многу информации кои што се поврзани со она што ќе се случува во Малта наредните денови, настаните кои што ќе ги посетувате. Имаме една информација која што се однесува на гейминг проблемите. Знаете дека во изминатите неколку години многу од гейминг компаниите, оние бетинг компании, се префрли од Гибралтар во Малта. Песна ги точам јас мислите мој за тебе, најмил мој. Моментално позади нас се одвива B2B митингот, кој што е организиран помеѓу македонските туроператори и малтешките туристички агенции. Не само оваа мапа на Скопје која што имам на мајцата, туку и оние проекти за кошарката кои што ги имам стартувано пред 25 години таму, каде што живеев претходно. Денеска во Малта, многу македонци има во спортот. Саша Димитриевич, познат меѓу пријателите како Џуза, познат на љубителите на МЗТ Скопје, во репрезентативно ниво, на сите оние кои што се занимаваа со кошарка порано во негово време. Денеска е тука, во Малта. Социјалната радио беше на еден проект кој што е реализиран во Малта и ја представува нашата држава, нормално секаде ни светот, каде и да сме македонците се трудиме, секогаш да ја прикажеме Македонија во најубаво светло. Значи ја препорачувам затоа што повторно ќе кажам, квалитетот на живот што овдека го има од аспект на чист воздух, морето, достапност на сите европски дестинации во секој момент, значи во секој момент, начинот на живење кој е многу порелаксиран отколку кај нас во Македонија. Не постои човек во Малта кој што не слушнал за него и кој што не рекол: "О, слободен, а олда му." This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multi. Малта беше сосема случајно, да не речам лотарија. Имав некое претходно интернационално искуство и одлучив дека би сакал да променам, не можам да останам во Македонија подолго. И едноставно одлуката беше помеѓу неколку европски држави, се одлучив за Малта. Се наоѓам на една точка во Малта која што е многу важна и за македонците и за филмската индустрија, посебно за Стивен Спилберг. Замислете, оваа точка имаат одбрано и македонците и Спилберг во исто време. Сум ви зборувал можеби некогаш, ама сега се наоѓам на лице место. Токму ова зад мене е една од главните моменти во оној Минхен што го снимаше Спилберг толкому овде во Малта. Ќе ви го покажам, а ќе го видите сега од другата страна на ова денешно издание. А што се однесува до нас, ова е точката каде што македонците не пропуштаат да испијат едно кафе, да се подружат, да видат каде, кој, кога
ќе се најде навечер, ќе излезе некаде или да договорат некоја дружба следниот ден и кога има надпревар, исто како што се во оние претходно што ги кажувавме места, така и овде. Значи подиум. Јас ќе влезам да испијам едно кафе пред да заминам, а каде заминувам? Ја најавив епизодата која што стартува. Со сите цидови околу нас, ладен воздух дишам долго, јас не ти слушам глас. Сакам времето да застане сега, за да не морам да гледам како од мене бегаш. Каде да одам сега јас, каде одам? This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Ние ќе бидеме во контакт со сево ова, како денеска вонредно издание на радио епизодата, во видео издание и во видео издание ќе продолжиме и понатаму, не само на радио како што до сега одевме секој петок, заради тоа што интересот на овие македонски фамилии мора да биде приоритет. На сите административци, сите институции кои што смета дека може да помогнат, а можат, со посебно да се инсистира и на еден меѓудржавен договор меѓу двете земји, секако дека ќе ги заштитат фамилиите, ќе ги заштитат децата пред се, бидејќи, како што рековме, и ќе повторам уште 100 пати, децата мора да бидат со родителите. Да, вестникот може да причека и подоцна, ја стартувам годината овдека и нормално не би било македонски ако не ја стартуваме годината, односно првата епизода во 2020-та, која што ќе започне со чорба утринска, со утринско кафе и вестник, да видиме што е она што се случува ново во Малта. Start. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. Но нема да се задржиме само на работите кои што се случуваат во Малта, општо на островот, туку повеќе ќе бидеме концентрирани, како што и најавивме во првата наша епизода на почетокот минатата година, на оние работи што се важни и интересни за македонците кои што живеат на островот. Денеска во едно пократко издание, но од сега исклучиво во видео издание, значи ќе се надградиме над радиото, каде што низ неколку прилози ќе може да видите се она што е атрактивно и можеби некој пак од вас кои што ја гледате оваа епизода во Македонија ќе ве заинтригира да дојдете тука туристички, малку на посета, кај пријателите, бидејќи верувам дека ги имате се повеќе и повеќе македонци има на островот. А нормално ќе бидат опфатени информациите кои што се од генерално општо значење за сите овде како што живеат на островот.
мнозина македонци веќе се вратија во татковината со специјалните летови на владата, но најголем дел останаа очекувајќи побрзо враќање на животот на островот. Македонската амбасада во Рим ги собира вашите податоци за обнова на патните документи, за оние што се истечени. Знам дека многумина од македонците кои што живеат и работат на островот едноставно нема време за да го чекаат целиот тој тајминг на вадење на документи, бидејќи Малтешкото биро за вработување не чека. За вадење на работните дозволи бара и инсистира веднаш да се поднесат сите документи. А поднесувањето за патните исправи за обнова овде во Малта ќе трае уште една недела. Ова е последната недела. Значи, ако ви истекува набрзо пасошот, а немате потреба од итно веднаш обновување, значи тоа да биде во наредниот месец дена, искористете ги овие 7 дена за да се пријавите вие или некој член од вашето семејство. Значи, сега е веќе јули, уште една информација плюс. Маските се веќе тргнати за секој оној што е вакциниран. И ако биде во дружба со уште некој што е вакциниран, не мора да носи маски ни на отворено во Малта. А ако има некој не вакциниран, тогаш мора да се стави маска. Тоа нема да го коментирам, ќе го оставам вам. Одам да пијам кафе и тргнувам на патот кој што денеска ќе го гледате за прв пат. Живети слободно, светом село и ти, окичен пером сокола за урок против окола. Значи, еве, тргнуваме и сега да видиме по пат кои се документи, кои се протоколи ќе ги пројдеме за да стигнеме до... Каде одиме? Македонија! Значи одиме до Македонија.
This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.